доволно за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само за вас. Дајте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Аргументи на телевизија Нова. Мои вечерашни гости се колеги новинари со кои ќе разговарам за актуелната медиумска, но и политичка и бизнис ситуација во Македонија, бидејќи ми се чини за новинарството во последно се врзани овие две-три синтагми и тешко да се издвојат една од друга. Мои гости вечерва, Тодор Пендаров. Добро вечер. Антонио Димитриевски. Добро вечер. И Дејан Андоновиќ. Добро вечер. Ова се мои колеги новинари за кои можам да кажам дека, како да кажам, се не знам од куде дува ветер. Значи, поминале неколку медиуми, работеле за неколку, како рече Антонија, за кога све сме работели, каде сме работели? Во разни режими. Па би сакал заради гледачите едно крок и сиви од секој од вас. Тодор, ти... Добро, јас сум најстар од колегите овде. А не можеме да стигнеме, да бркаме. Да, не можете да ме стигнете. Значи, како што рече колегата, повеќе режими во повеќе држави, па не мислам само на распад на Југославија, јас сум бил дописник од Словенија, дописник од Турција, во МРТВ, главна МРТВ, каде што поминав од новинар почетник, па завршив до одговорен уредник на првата програма на Радио Скопје. Па потоа дојдоа некои нови сили, па ме избрка, па онда отидов од Дневник, па се тужев со МРТВ, па ги добив и така натаму. Ама ти поминеш таа стана, од новина стана и на некој начин, не политичар директно, не директно политичар, него благодарејќи на некои, можеби повеќе, нема што да се крие, лични релации со господинот Пипиша Георгиевски. Додека бев во Дневник, ја уредов на страната кај што беа колумните и плюс саботното издание Форумот. И господинот Георгиевски ми беше еден од подобрите колумнисти. Добро, значи уште си колумнист и слободумен новин. Тоа е накратко мојата животна, односно професионална кариера. Антонио, ти где си стар колку Тодор, ама и ти богом имаш. Ти побрзо може си ги види. Генерално започнав некаде крајот на 80-тите, од крајот, да, и почетокот на 90-тите во Млад борец, значи легендарната школа за новинарство, од која многумина многу новинарски пера познати излегле. Таму го учев оно што првите чекори ги правев и основата на новинарството, за подоцна да неминовно македонската радио телевизија, тоа е веќе познато, цели 2-13 колку години бев таму. Паралелно со тоа, од првиот ден па до третата некаде година на неделникот Фокус, каде бев уредник на она што беше Култура и естрада. За потоа по напуштањето на македонската радио телевизија, мене своеволно си отидов, никој не ми избрка, ама отидов зашто така мислев дека е подобро отколку да останам. Тогаш и мислам дека не сгрешив, десетина години се бавев и со продуценство и потоа пак се вратив во новинарските води. Во моментот сум главен и одговорен уредник на порталот Вистина. .мк, што ви рекла, така и се разбира, имам свој парче, свој дел, своја емисија во Радио Слободна Македонија. Дејан Андоновиќ, ние сме најблиску овие денови. Да, јас за разлика од вас не сум толку искусан, но имам доста поминато. Би го нарекол тоа така. Значи јас почнав со првите приватни радија, Канал 4, Либертарс, првото
политичко радио во Македонија, отидов подоцна и долго време работев во Сител телевизија, бев во Макфакс, надворешна политичка редакција, да, бев во Макфакс, бев во МТВ кратко, имав интернационална кариера со Пинк, од тука за Пинк и од таму за тука. Бев главен одговорен уредник до скоро на Радио Слободна Македонија и од неодамна сум, нели, сме колеги непосредно сум уредник во телевизија. Нова. Право време дојде. Како и секогаш. За гледачите не случајно прашувам, бидејќи сите имате добра кариера, имате изминато свој животен пат и професионален, за да можете да говорите за медиумскиот простор, не само некогаш и сега, него дали се згуснува и дали новинарите и медиумите се повеќе се изложени на некаков политички или било каков притисок и дали се чувствува несигурност на времето политичко во кое живееме. Што се однесува до медиумскиот простор во Македонија, прво што ќе речем кај нас, прво што ќе речем тој простор не да е презаситен, него кипи од квантитативна бројка на медиуми. Тоа е нешто непоимливо, односно непоимливо. Развиениот свет на Европа не познава. Зошто не познава? Кога велам кипи од медиуми, мислам пред се на медиуми кои се бават со политика и дневно информативни емисии и програми. Значи, во исто време како е нашето стопанство и како е нашата економија знаеме. И со тоа, за жал, медиумите ги става во една позиција да сакаш или некаш мора да се определуваат. Дури ни тоа не е проблем, што ќе се определат. Сегде во Европа медиумите се определени, освен јавниот сервис. За жал, кај нас и јавниот сервис е определен. И тоа е најголемата трагедија и затоа сме ние толку ниско во тие меѓународни извештаи, бидејќи јавниот сервис не обавува својата функција. Не е проблем еден медиум да биде лево или десно, тоа воопшто не е проблем нигде, ни во Европа, не би требало ни кај нас, така е во светот. Ако зборуваме за професионалните критериуми, тоа е друго прашање, но ќе дојдеме и до тоа. Значи, тоа е основниот проблем, тоа е огромен квантитет. Во марксизмот учевме дека квантитет дава квалитет, ама мислам тоа е една мисла на Маркс која погрешно не е така ако го читате Маркс добро. Маркс е одличен филозоф, Маркс е лош економиста. Не го знам тој. Инаку Маркс се вративме се. Кој беше тој? Да, штета што не го знаете денеска Маркс и идеите на Маркс Тие што гледаат, може во Европа многу битен, еден најдобрите филозофи во Европа и во светот денеска се темелат на марксизмот, али нема везе. Капиталот беше најпродаван кога беше светската економска криза. Да, ама капиталот на Маркс е релативно Сите зема бизнисмени го читаат. Е релативно лошо дело на Маркс. Значи да се вратиме на ова. Значи проблемот е многу медиуми кои за жал за да преживеат мораат не да се врзат лево и десно, него мора да се врзат бидејќи кај нас се случува давно дека владата е главниот кој дава најмногу пари за пропаганда, за ЕПП. Не се сложи. Па можеш да не се сложиш, но тоа е факт. И со тоа медиумите се повеќе за жал стануваат трансмисиски каиши на актуелните влади. Тоа не е само со оваа влада, тоа било и пред тоа и не сум сигурен дека ако дое нова нели се збори за ново парламентарно мнозинство, не сум сигурен дека нешто во тој правец ќе се смени. Антонија? Се согласувам дека, како велат, мала бара полна крокодили. Тоа е точно. Ама има еден друг проблем. Има ли храна? Да е многу важно. Очигледно дека има дотур на храна, ама од надвор. Не се согласувам со Тоше тука дека е владата најголемиот, не знам, финансиер или така натаму на медиумите. Особено не од како ги укинаа така наречените владини реклами и така натаму, но
да се вратиме на нешто друго. Ако земете според бројките и според висината на примањата и според многу други параметри, испаѓа дека ние сме единствената можеби земја во светот каде што опозиционите медиуми, така наречени, и нивните новинари подобро котираат финансиски и подобро живеат отколку оние кои треба или како што велат. Или барем нашите колеги, ајде, мора да се медиуми. Дека зборам за новинарите. Излегува дека сите добро живеат. Не, полека да се изведеме. Значи и бројките зборуваат дека дали е фондацијата Сорос, која е главниот импут нивни финансиски, или некакви други начини на финансиски импут преку разни други институции, асоциации, како не знам, USAID и така натаму, да не ги се именуваме, ги има повеќе, разни така наречени проекти. И мислам дека во тој сегмент, значи, јас имам различно мислење. Од финансискиот дел, добро, а околу притисоците, околу генерално, јас не познавам некој медиум дека кој не знам колку години наназад да се вратиме од социјализмот, ако сакате навака, новинарството кој немал притисок. Новинарството е притисок само по себе. Значи, тој исто како да кажеш ја ќе бидам утре полицаец и нема ризик у професијата, ма немој. Или пожарникари, нема ризик. И па не случајно новинарите се на скалата на оние кои живеат најмалку. Зашто? А нема бенефициран стаж. Не е тоа од вчера. Значи, притисокот постои генерално, притисокот е тука заради не знам, некакви морални норми, некакви професионални кодекси, некакви норми на објективност, на исправност во она што го пишуваш или зборуваш или говориш или како год да е, зависи од медиумот. Така што само по себе новинарството е професија која се работи под притисок. Дека некој бил до толку нагазен, па морал тоа да го каже, напише, инаку му зависело не знам што, мислам да не претеруваме. Моje мислење е дека повеќе се прави фама околу тоа, отколку што е генерално така дека се вршат вакви и такви притисоци. Ја морам извини. Да го чуеме гласот телефоничен на Антоновиќ. Посебно новиот член на вашиот колектив. Јас во секој случај морам да се надоврзам само или пак ќе ме поставиш прашање. Дали да чекам прашање или не, само со поглед се разбира. Јас сакам нешто друго да кажам. Мислам дека вие пред се, пошто сте повозрастни од мене, но и јас, ние сме денеска сведоци на промена на целиот медиумски простор, не само во Македонија, на светско ниво. Значи, како беше, весниците се појавија, па радиото, па телевизијата, па интернетот, па сега дојде Facebook, Twitter, па има Snapchat, Instagram. Сакам да кажам дека има нови медиуми. Ние што студиравме новинарство знаеме дека беше правило дека секоја појава на нов медиум не го уништуваше стариот медиум. И Вибер е медиум денес, да, тоа сакам да кажам. До денеска ние сме го разговарале тоа нели приватно во редакциите. Денеска проблемот во сите медиуми е тоа што секој човек, она што го рекол Аристотел некогаш, вие со Маркс, јас со Аристотел ги почнам, дека човекот е медиум. А вие денеска имате Facebook, човек медиум, кој преку Facebook пласира нешто што во наше време требаше да се објави, да се плати, да го напише. Ја го викам тоа надри новинарство. Ако во редакциите има импресум каде што стојат професионалци кои учеле школа за тоа или работеле, за да напишат и да им држи информацијата, вие денес имате секаква било каква информација на Facebook која во даден момент може да биде искористена и да стане релевантна. Ја би ја нарекол будалаштина. Некој напишал нешто и тоа веднаш е главна тема на тој ден. Тоа се шерува до илјадници луѓе. Се шерува до илјадници луѓе и јас полно пати сум слушал, ние да разговаравме, јас и ти, Љубиша, полно пати. На Facebook објави, дури ја и ти со нашево искуство мораме да провериме информацијата. Сакам да кажам, медиумите многу се сменија. Па со тој медиумските слободи. Ние бевме воспитувани да се бориме за медиумски слободи, а денеска не знаеме да се справиме со толкава медиумска слобода што се што излегува и доаѓа до дезинформации, вреѓања, клеветења и лажни други работи. Тоа е проблемот во денешното новинарство според мене. Значи, треба да гледаме, бас зборевме со Пендаров, како не мора како прашање, само како констатација. Денеска ми се чини за да дознаеш вистината, освен да слушаш и да читаш вистина, кај Антонио, треба да видиш најмалку два медиума од различен
политички бекграунд, за да знаеш што точно се случува во државата и надвор од државата. Значи, тоа е проблемот. Инаку, делумно би се сложил со тебе, сепак, дај да ако зборуваме за социјалните медиуми, сосем друга една тема која да, ма има и друго име. Има социјални медиуми. Значи тоа е нешто да, мислам неоспорно дека се многу битни. Се слагам со тебе дека мора да ги проверуваме. Имаат влијание, неоспорно. Имаат влијание врз, но сепак се уште public opinion maker сме ние, ко медиум. Телевизијата ваша, весникот, твојот портал и така натаму. Така натаму. Значи сепак сме се уште public opinion maker на еден начин. Види, ќе се сложите дека во нашите контакти често пати го видов тоа на Канал 5, на Сител, на Нова, на Телма, каде да е, го прочитав во тој портал, видов во тој портал. Не знам каде веќе гледав на телевизија. Гледав на телевизија. Значи затоа ти велам во право си делумно, но да се задржиме на вие. Значи она што го кажа ти, значи да гледаме 2-3 медиуми за да дојдеме до вистината. И тука е тој основниот проблем. Ова е чаша. Ова треба да биде чаша на оваа телевизија и на било која друга телевизија и на било кој друг медиум. Не може ова да биде бокал. Кај тебе чаша, а на другиот медиум да ми каже да се бокал, да зборува. Не, ова е чаша. Другиот е стаклен сат. Или стаклен сат. Ти велиш дека е до половина пола празна. Добро, тоа тие игри на али проблемот е што овој ќе рече, значи сите знаеме дека е чаша, овој фино рече ти. Стаклен сат, некој ќе рече бокал. Значи во тоа е се мака бизарно карикирано, бизарно зборуваме, но проблемот е во тоа. А понатаму, дали оваа чаша ќе ставиме десно како што е сега или ќе ставам лево, тоа е моја лична, односно медиумска слобода, односно уредувачка политика. Уредувачка политика. Али чаша е. Не, ништо друго освен чаша. Ќе направам мала пауза за реклами. Мислам дека доправме неколку точки кои што сега малце подетално да се задржиме, особено околу ова синтагма што ја кажа opinion maker или колку влијаат медиумите врз јавното мислење и ми се чини дека тука настанува проблемот, ако има проблем. Одиме прво со реклами, а потоа е на оваа тема сакам да ги слушнам вашите мислења. Го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Саем на мебел. Супер доживување за целото семејство. Ве очекуваат големи саемски попусти и многу други изненадувања. Од 21 до 26 март на Скопски саем. Ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на Гледаме аргументи на ТВ Нова, Тодор Пенданов, Антонио Димитриевски и Дејан Андонович, мои колеги, со кои говориме за влијанието, дојдовме до влијанието на медиумите и колку овие мејнстрим медиуми, вклучувајќи и новите медиуми за кои што говореше Андонович, Антонио, она што е предност, значи, ако си opinion maker, ако влиеш на јавното мислење, дали тоа стануваш проблем, дали тоа стануваш предмет на евентуален политички притисок, желба да се доберат до тебе, или не, бидејќи преска рече дека дали е тоа стандард и дека не се чувствува дека до толку некој новинар бил под притисок. Но не мора новинарот, дали медиумот е што е повлијателен, е побаран. Ако си Роналдо, ќе сака Реал Мадрид да те купи или Манчестер, тоа е несомнено, мислам да се разбереме. Меѓутоа, дека до толку ти ќе бидеш сами независен медиум кој ќе има толку големо влијание да ќе мора политиката да се потепа по тебе, а не сум баш убеден дека до тоа постои. И да се потепа значи да те купили да те сотрак. Едно трет. Меѓутоа, ако веќе има спреги, тоа се спреги кои се однапред направени, а не од после.
Јас така ги поимам работите. Ако веќе мислите дека никого политиката отпосле не земало својот и он е толку моќен и влијатен. Кажи ми го новинарот у Македонија кои се спремни да му платат не знам колку пари пошто он има страшен медиум кој има страшна моќ. Не, нема новини, има медиуми. Има медиуми кои имаат поголема гледаност, има медиуми кои имаат помал гледаност. Има медиуми кои имаат влијание, а имаат помал рейтинг, имаат кои немаат толку влијание. Но сите прават еден мозаик, се согласувам, кој што е интересен за оние се што сака да го користат медиуми. Тогаш се може да се прави баланс. Ако едниот има влијание, другиот има контравлијание. Не се сите исто определени? Не се, токму за тоа говорам. Па тоа е тоа. Не, ја не се согласувам со тоа дека до толку може политиката да те нагази или да те земе под свое. Дефинитивно не се согласувам. Моќните и силните медиуми, како ти кажам, имаат моќ. Меѓутоа таа моќ е лимитирана, заради тоа што не се единствени. Друго било време кога би имало една телевизија, па сега знаеш. Сега имаш лепеза од медиуми, имаш 5-10 телевизии национални. Добро, тоа е Јас останав должен и на колегата, и на јавноста, односно на нашите гледачи, за една моја почетна, сакав една мала реплика на она што почеток го кажува, демек постојат пари од надвор. Таа теза, навистина мислам дека е дневна политична извини на мојата квалификација, но тоа е тоа. Значи, како сега ни текна дека доаѓаат пари од надвор, а пари од надвор доаѓаат од 91 година, меѓу другото, значи, јас сум човек кој никогаш, нити позитивно неам речено за невладиниот сектор у Македонија. Добро, што? Никогаш. Но, едно е, никогаш не сум рекол да го затвориме или да го избркаме невладиниот сектор. Са невладин сектор е Јани Мамунди. Не, Јани Мамунди, ама добро знаеме кога ги спомна медиумите, парите од надвор, добро знаеме и ти меѓу редови го спомна и Сорос. Значи, или го спомна Сорос. Значи, Сорос не е од вчера овде. Тоа го знаем. Ама кажи ми ти кој медиум у Македонија нема чепнат од Сорос? Кој медиум у Македонија од вие малку постарите нема чепнато од USAID или слични други, или NDI или не знам што, Значи нема таков. Па од владата. А второ, дека политиката игра, односно медиумот може да игра голема улога во политиката, ќе го земеме примерот на А1. Јас и денеска тврдам дека да не беше А1, владата на СДСМ начело со Бучковски 2006 година ќе победеше. СДСМ ќе победеше. Тука имаше А1 ја одигра главната улога која доведе до тесна победа на ВМРО. Прво тоа и второ одцепувањето на господин Тито Петковски од СДСМ. Значи, ВМРО победи заради медиумите? Една од поголемите победи на ВМРО секако се медиумите. Тоа да ни биде јасно. И сега доаѓаме и до овој проблем со кој во овој момент се сретнува овој медиум. Јас отворено ќе кажам, например, и кога се затвараше собственикот на А1, реков дека за тоа ние не сме квалификувани да зборуваме, него тоа треба да го одлучи и судските инстанции, а не новинарите. Али бев изрито против затварањето на медиумот А1 и ќе бидам против ако некој се дрзне или се тргне да се оваа телевизија да се затвори за тоа што во овој момент актуелниот собственик на оваа телевизија е осомнечен. И да ја почитуваме неговата пресумпција на невиност и тука ќе го завршиме него. Мислам дека е лоша паралела. Не, ни малку лоша паралела. Паралелата е потполно иста. Јас сакам да не ја поистоветувам. Потполно е иста. Затоа што и таму беше осомничен, прво осомничен па осуден и ќе речам, тоа не го коментирам дали Велја заслужи или не заслужи, според судот заслужи, тоа го признавам и го прифаќам. Но не бев и треба сите да сме против што се затвори А1.
Истото го велам и сега. Значи тоа што Така да кажеш, од принципни причини медиумот не треба да биде жртва на било кој. Така и ТВ Нова. Значи, во тоа го зборувам. Значи, прво да ја почитуваме пресумцијата на невиност на секого, вклучувајќи го и собственикот на не се доведуваат во прашање едното со другото. Значи, не сме телевизија нова. Да страда или да биде утре затворена или утре не знам која било која друга телевизија заради тоа што собственикот направил нешто што е надвор од медиумот. Затоа што тука се согласуваме, ама паралелата не е добра, оти околностите не се исти. Како не се исти? Па не се исти. Обратно пропорционално. Како не се исти? Знаете зошто? Без да да го слушам во што не се исти. Да кажам дека новинарите во вакви ситуации медиумот е општ поем. Во тој медиум живеат новинари. Живеат луѓе. Не само новинари живеат. Живеат колегите камермани и Јас сум бил дел и од Ајден, дел сум и од оваа телевизија сега. Е судбина. Значи, добро, јас на почеток не кажав кај јас работам, не е ни важно. Може би ќе бидам уплав за собствениците, кај доаѓам има проблеми медиумот. Не е битно. Бога ми за пензиска. Да. Не те викаме дома на кафе. Сакам да кажам дека новинарите работат под стрес, они чувствуваат несигурност. Тогаш страда и квалитетот на медиумот. Се слагам во целост. Значи, ако екзистенцијата е доведена во прашање, иако сега се уште ТВ Нова нема блокирани сметки, имаше некоја полунајава дека за сега не, но видите кога е за сега не, мислите дека утре тоа ќе се случи. Тука се согласуваме, ние се согласуваме дека со околностите лошо е да се прави паралела да не се враќаме назад. Ја најмалку би сакал да се враќаме. Еве зошто, јас само една реченица ќе кажам, да. можеби Дејан ќе се надоврзе за тоа, не знам. Меѓутоа, кога се случуваше тоа со Ајден, имаше и собрање конституирано, имаше и влада, беше стабилна, горе-доле државата, не беше во криза, не се случуваше ова што се случува сега во моментов и последниве, не знам, 1-2 години. Прашањето е зошто токму во ваков момент се презема таков чекор. Сега Кочане најважната работа во моментов што се мораше да преземе. Сегаш политичка... За да се добро сега зборуваме. Да завршам само. Значи, проблемот е по мене, проблемот е направено нешто за да се дефокусира целото внимание од она што се случува во моментов на улиците. На Скопје, на останатите градови во Македонија. Што да кажеш дека ова е направено за тоа што има демонстрации надвор во тоа? Не. Велам за да се дефокусира вниманието, не велам дека требало или не требало да се направи. Ако постои основано сомнение, ќе се ја тера судот својата работа и така. Мислам дека е намерно одбран моментот и истите околности во кои се наоѓа во овој момент Македонија и тие околности во кои се наоѓаше Македонија кога се случувања со Ајден не се исти. И затоа паралелата ми се чини дека е малку по мене погрешно да се прави, дека да се става равенство меѓу едното и другото. Ти го кажи своето мислење, у реду. Јас сакам само да кажам дека е јасно дека колку е повлијателен некој, медиумски ти пред малку рече колку медиумите може да влијаат врз гласачкото тело, врз политиката, колку е повлијателен, толку боде очи. Преска рече Антонио за Роналдо сите ги трчаат, меѓутоа можеби у тој спортски свет каде што има многу пари, па дури у Хрватска сме разговарале дека онаа хловерка направи од ХТВ нова тамошната трансфер за €1.000.000 пред 10 години. Тоа не сме го виделе ние во Македонија. Значи во Македонија, а и секаде во светот едно е сигурно. Колку си повлијателен, толку си трн во око или некој сака да ти биде сојузник. Ми се чини, Тодор нема да се согласи со мене, дека во случајов политички е притисокот врз ТВ Нова која има влијание. ТВ Нова, јас и како гледач и како неодамна нели тука вработен, можам да кажам дека наметна еден нов стил на новинарство, нов стил на медиумско известување. Не измислен тука, но спроведен со светски стандарди, каде што има на секој час вести, информации, секојдневни дронови од Брекзит, од
американски претседателски избори исто така, колку и да имаше во другите телевизии дебати, тие беа многу раштркани у неделата, ТВ Нова некако го наметна на медиумскиот простор, секојдневно сегде да гледаме дебати. Сега е борба наметна влијание. Да, наметна влијание. И сега ми се чини дека во овој момент она Антонио што го кажа, а јас истото го мислам дека каде што немаме никакви институции, имаме уште трае таа постизборна атмосфера, немаме влада, собранието се конституира, не се конституира, медиумите известуваат. Колку и сега се бира овој миг да се блокира работа на еден од медиумите. Не знам, може да ќе биде и на 2 и на 3, но еве удрено е на овој медиум што очигледно може и да поласка дека е влијателен, односно највлијателен. И од таму ние го влечеме како паралела. Дали е некој мислам извини, ама ова твоево сега ми личи секој џамба си го фали својот конј. Ама чека ти сега го шо фалеше пред малку? Никого не фалев ја. Кого фалев? Па ти велеше дека ајде нова го споредуваш. Не, па споредувам, јас споредувам нешто друго. А и треба да го фали. Споредувам дека сите би си ги фалеле своите работи. Споредувам нешто друго. Споредувам дека како што кај она што се случи во Ајден. Кога го осумничија, затворија и осудија сопственикот, а во исто време го згасна медиумот, цело време тврдам дека не смее да се случи во овој пример. Добро. А тоа се согласуваме. Дека зборуваме дека не е случајен одбран моментот. Дали е случајно или одбран или не, ја не знам. Ни ти не знаеш. Ама очигледно е. А вие како не разбирате? Јавното обвинителство треба да биде суверено кога оно ќе собере податоците, тогаш ќе го отвори предметот. Судот суди и судот досудува. Што сите го напаѓаат јавното обвинителство? Јавното обвинителство било против кој јавно обвинителство? Тоа е друго. Значи тоа е се специјално. Значи ние имаме јавно, ама имаме ушедно, така? Имаме, да. Добро. Не, добро знаеш за кого збориш, тоа специјално јавно обвинителство со консензус е избрано во парламентот и да не зборуваме за неговата политика. Не, воопшто не се измешани, се многу јасни. Значи, јавното обвинителство, такво специјалното јавно обвинителство, такво како што е, си направи она што се го направи. Судот е тој кој носи одлуки. Кој носи одлуки за ограничување на слобода, за ова. А ти фокусираш ставаш на судот. Па нормално судот е тој што како на крајот и судот со одлуката на судот Ајден на крајот беше така заврши како што заврши. Медиумот, не газдата. Во овој пример, реков на почетокот, и не е убаво да зборуваме, да го спомнуваме човекот, ако е почитуваме неговата пресумција на невиност. Затоа велам, но она што искрено го кажувам, не смее да се повтори примерот со Ајден, не смее овој медиум да згаси. Јас се согласувам. Ова што сега што кажува Антонио, како да кажам, дали е темпирано или не, но дефокусацијата... Од што дефокусација? Не знам од што. Ево, јас знам од што. Ајде, да слушам. Го кажавме, од она што се случува на улица. Што се случува на улица? Сакаш да кажеш дека оно што се случува... Што да кажеш дека тоа е спонтано? Не. Исто спонтано колку што беше шарената спонтано. Ма чекај, се ова спонтано ли е, нели Заев рече и сега сама дека медиумите му се едното и другото. Не, СЈО е спонтано, така баш му текна сега да му го сервира на судот. За СЈО не знам. Али за овие два примера знам. Значи за шарената и за ова спонтано прво не се согласувам дека рече дека медиумите му се најголеми непријатели. Се секаваш? Па Заев кога изјде. Па истото го кажуваше и власта. Истото власта го каже дека опозицијските медиуми се најголеми непријатели. Па да, ма да е затворен. Тоа разговараме. Како да може да ги затвори? Па кој медиум е затворен? Значи чекај, дали овој е затворен? Не е затворен. Значи за оваа власт што сега техничка власт за кнезе, кнезе ќе остане на црна дамка и затворила медиум. Не, ама јас сакам да ти кажам дека се добива впечаток дека во цела оваа калакурница политичка, каде што немаш институции, немаш ништо, одеднашка што испаѓа? Какви институции? Сакаш собранието да го спаси медиумот? Не. Значи јас се согласувам со Антонио, не да го спаси. Верувам дека се согласуваш со Антонио. Во Мигов е последен проблем. И со тебе дека не треба да има затворање. Тоа велам. Ама што? Значи не случајно одбран момент за потегнување. Не дај Боже. Не дај Боже, ако собственикот Нова телевизија направише сообраќајка со смртен случај, да речем. Еве,
теоретски да земе, што пак ќе речам, не е добро човекот, му гори под ова и ќе го затвореа, ќе му да речеме, ќе му одреда притвор 7 дена, што ќе се сметаше тоа за напад врз телевизијата? Нема за тоа сака да каже не е исто. Како не е исто? Па не е исто, сака да каже не е исто. Дали во обвинението е спомната ТВ Нова? Не, затоа и рекол. За другите бизниси за собственикот на ТВ Нова не ме занима. Знаете што? Ние вработените и тогаш и сега, кога ќе се занимаваш со себе, ти немаш време со објективноста да се занимаваш. Потpuno во право си и потpuно го сваќам загриженоста на сите што се овде вработени. Така, не се правиме дебата сега за тоа што денес ТВ Нова, ама главата на ТВ Нова е спомната. Како главата на ТВ Нова? Како, кој е собственикот? Не е тоа глава? На ТВ Нова глава е главниот одговорен уредник. Се согласувам како телевизија, зборам како бизнис, не зборам како... Ама како бизнис воопшто не ме занима. Може ли? Меѓу другото и бизнис не го да праша. Бизнисот ако е добро поставен... За да биде хуманитарец. Ама не, бизнисот ако е добро поставен, ќе си продолжи си работи. Господинот Кочан беше символот на бизнисот. Ако го поставил добро бизнисот... Нема таков бизнис што печели толку пари да може да постои. Таков медиум не постои. Па не. Ниеден, не верувам јас до тоа. Од сите постои. Да сме си најасно. Но затоа велам, затоа и прашањето... Ти не се согласуваш со изборот на моментот, ама тоа е друга приказна и не мора да се согласиме. Али затоа и прашањето за медиумите, дали сме како би се групирале, знаете, кога негде ќе аплицираш во странство, па има едно 10-20 графи што треба да ги заокружиш. И најчесто нема како да забележиш дека си новинар. Има милион занимања. Медиумите, ние сме дел од политиката, на некој начин, да сме од бизнисот на некој собственик, или сме некој независно тело кое ствара демократија, креира јавно мислење. Или сме сите три во едно. Како овие три работи да ги издвоиш? Како да се формира фонд за кој што говорите и двете страни во првата емисија, мислам дека кој спомна некоја формула која не постои можеби на запад, ама добро да се размисли, да се формира медиум кој што не да биде врзан ни само за владини реклами, нити за бизнисите, другите бизниси на некој собственик, ниту за пари од надвор, добро. Бидејќи е општо добро, медиумот е општо добро. Треба да имаш пазар за тоа, Љубче. Пазар треба да има. Значи говориме за барата за која што говореше на почетокот. Јазичната бариера. Јас работев во еден медиум еден период што се вика Пинк, работи на српски јазик, у наше време тоа се викаше српско-хрватски, и тој се обиде да направи шемата на јарата. Значи во сите републики на бивша Југославија да има по една телевизија, меѓу кои беше и Македонија. Он се обиде тоа да го направи и тој не успеа во Македонија, не успеа во Словенија. Пак ради јазикот, ради навиките, ради манирите остана во Република Српска, остана во Црна Гора, ме разбираш? Таква телевизија нема во регионот, кај што има во секој баш делче од регионот. Пазарот игра голема улога. Значи, ако 22 милиона биле малку, како ќе бидат 2 милиона долари? Ние збориме за CNN, за NBC, за CBS. Пази, ти имат огромна глобално емитување, глобален пазар, каде што во еден период, ако си ги следал, ја ги следам долги години, каде што додека се обреќа само во својата држава, 12 часовни зони го гледа. Ама говориш за пазарот за фирмите кои што се рекламираат, за тој или за медиумскиот простор? Рейтингот што ќе го направиш као медиум е голем. И огласувачите сакаат да се рекламираат, ама ограничени се. Ама затоа имаш велиме странски пари, затоа имаш владини пари. Може се тој што плаќа од надвор не владини. Прво ние немаме квалитетно мерење на рейтинг, со ние people метри ништо не се мери. За жал кабелските оператори кои што е на запад, овде кај нас го има само T-Mobile, тоа го има, например T-Mobile во овој момент знае секој канал што го пренесува колку луѓе го гледаат. Има апаратура. Ти се бавеше со продукција, IT треба да знаеш, има апаратура која во секој момент ти кажува колку вртиш се знае. Значи тоа освен T-Mobile, T-Home, другиве оператори ги нема и можеби би било добро да тоа да се едноставно ако сакате да бидете оператор,
да има таа технологија, таа опрема и да се знае. Со people метрите кои се 600 или 800 на цела територија, се слагате, ти треба боле да од мене, многу малку... Мало е тој случај, примерот. Второ, некои, ти преска ги спомна социјалните медиуми и знаеш кој уште еднаш ке се направи во твојата бивша телевизија, во А1 имаш еден пример. Не, втората, кога имаш еден пример јавување по телефон. Се сеќаш? За да биде емисијата популарна? Се сеќаш? Ја сум ко слон у памтењето. Добро имаше. Не, види, ако зборуваме, да зборуваме отворено. Добре, не сум од почетокот, ќе фати еден период. На шуштењето колку имаше гледачи. Гледачи, и такви... Стратешки маркетинг. Значи, дајте, ово е новој Балкан, свашта сме виделе. Еве, ќе земеме пример што релативно, мислам, не да го познам одлично, ќе се сложите со тоа, Словенија. Зашто во Словенија нема волку телевизија колку што има кај нас? Посебно нема волку телевизија кои се бават со политика. Зашто не е атрактивна платата, не е атрактивен медиумот, нема проđа. Нема проđа. Кога тука сите сакаат новинари да видат. Кога и Словенија на почеток. Никне ако печурки после дожд, гобице поддржи се било. И тоа згасна. Згасна затоа што како овде не згасна? Па не згаснуваат затоа што ќе фрли овој, ќе фрли оној, ќе фрли овој, ќе фрли оној. Таму не фрли пари, а таму нема пари. Како не разбирам? Предржно, сега вака, дај да бидеме отворени и искрени, ако сакаме отворено и искрено да зборуваме. Може би владата директно на нова нема да дае, кој што не да директно на Сител, ама ќе му дае на газдата на Сител. Ама не згасна ни оние регионални, одnosno локални не згасна. За локалните... Малите градчиња по двете телевизии. Таму има по 3-4 у секој град. И во Словенија во по малите градчиња локални телевизии има. Али телевизии со национална концесија, па посебно со политичка програма и вести, само две. Другите згасна вестник на левицата. На наш СДСМ. У тоа време дојда пари и тоа дојда пари транспарентно од надвор, од Италија. Згасна вестник и телевизија на Словенечката католичка црква, која узград патем речено, уште време на социјализмот имаше своја радиска станица Огнишче. Што прават словенците тоа што гледаат од телевизија? Како? Исто како една телевизија, ако свртиш она како има 3 програми, имаат уште врати се на првата програма, како Бугарија тоа до Живков, што? Да, само знаеш што, на нивните телевизии имаш вистинска дебата каде што стоат луѓе од едната и од другата страна. Таму да ти министер да не ти дојде да го викнеш на телевизија, па ќе го распнат на крст. Без разлика дали доаѓа на државна или на приватна. Нешто сакам да ги прашам други колегите за нешто што на почетокот ти го почна. Секаде во свет, во Европа, секаде се определени, како рече, поделени, определени политички, партиски, дали се провладини, проопозицијски. Не провладини. Немојте, владите се менуваат. Владини? Не се они ни провладини, ни владини, него се телевизија која фураат левата опција, десната опција. Само МРТВ е константно провладен. Само кај нас е МРТ константно провладен. Значи, во тоа е. Значи, дали ја поддржува левицата или оти владата е еднашка десна, еднашка е лева. Добро, само да прашам. Значи, леви или десни? Кој го бира тоа? Кој определува медиумот дали ќе биде лев или десен? Газдата, новинарите, самоволно, не самоволно? Кога допревме оваа тема, малку да се вратиме една година назад или колку веќе има од Пржинскиот договор. А таму една од точките беше дека има небалансирано известување, така? И тоа беше една од пречките да се одржат изборите. Порано, па мораше да се пролонгираат. Прво, најголемата джева се дигаше оти некој наводно бил ориентиран некако. Не е точно. Чекам. Како не е точно? Не е точно. Не е точно сега, извини. Тоа што го кажуваш ти е точно, али не се однесуваше на приватните телевизии, се однесуваше на МРТВ. И затоа ја донесува Сантар... Не беше само МРТВ. Извини. Не беше само МРТВ. Не, тоа подоцна прифатија дека само... Не.
Добро. Да слушнеме тоа. Значи, главниот проблем беше дека во Македонија нема балансирано известување. Јавниот сервис. Не само за јавниот сервис. Не постане не контролира сите медиуми во Мислам, да не се лажеме, не беше така, ама добро. Па се задржаа после на... Ама ја као приватен медиум и као главен уредник одев во агенција за ова, каде што моравме да мериме со штоперица колку сме го пуштиле Во време на изборите. Па добро. Во време на изборите има изборни правила, али до во изборната кампања додека започнува, да. А пред тоа ти можеш да викаш да живее левица или да живее десница, не е важно она што се определя. Што е нормално. А определбата е менлива категорија, мислам и минлива категорија. Барем овде. Оти сам го спомна еден. Еднаш беше лев, па еднаш беше десен. Веројатно лево и десно зависеше од дотурот на пари од ова или она. Не, потврдува мојата теза дека се врзани на владата. Тоа е тезата. А владата... Ама не беше стално врзан за владата. А за кого беше? Па на почетокот која затворија еден не беше врзана за владата, така ли? Ако така гледаш. Они се скараа со владата и се одврза и се занесуваше дека ќе биде премиер. Не, ама и на почетоци не беше од влада, мислам дека доби пари од дефинитивно американски пари. Доби од Сорос пари, конечно. Да, добро. Ако е така што не беше Сорос, знаеме како направи, нели американците сакаат да го судат со копаните. Ајде да збориме. Не биле пари од влада, значи не биле пари од влада. Доби американски пари со која купил премата. Тие пари беа наместо да купи премата ового што треба купи половина копани. Не биле владини, значи биле странски пари. Странски пари беа. Ама беа јасно американски пари. Да скратиме, тоа е она што го разговаравме, глупа е споредбата. Во тоа време криминалот требаше да се сокрие преку политика. А сега политиката сака да прикаже криминалот. Тоа е разликата во цела оваа приказна и затоа у старт нели разговаравме да не правиме паралели помеѓу тој случај и овој случај. Друго време, други луѓе, други околности. Прашањето Љубишо што го вели за влијанието, го разговаравме. И за влијанието и за определувањето, затоа што некогаш во некој медиум што не е греф да си определен, ја тоа не го разбирам. Овде беше најголем греф дека си определен. Се сложува, тоа и Пендаров. Цело време го викам дека тоа треба не треба да биде греф освен јавниот сервис. Ама овде беше шокантно како некој се врзал за ово или кажал, подржал некого, се додека не излезе дека не знам највлијателниот американски вестник ја подржа, не знам Хилари или овој подржа, па тогаш како може. Со БРТВ се согласувам, но не се согласувам за една работа. А тоа е во тоа време некако се протна разговорот дека ние како Сител и Канал 5 беа според тогаш нели споменати дека не ги викаат другите, само ги фурда. Значи мој право е дали ќе ги викаат. А јас секогаш сум велел околу одлуката. Приватниот медиум има право да бира. Дали ми овде тројцата леви или десни ќе биде? Што викаат, морам да донаа српска да не ја преведувам, вежи конјак де ти газ да каже, нели како што велат. Тоа е стара, за жал, по тоа се раководи. Јас во телевизијата која работи во минатото, бидејќи газдата беше во социјалистичка партија, ние социјалистичка партија секоја ќе пренесувавме. Јас не гледам дека Канал 5 и МРТВ и некоја пренесува. Значи тоа не е греф. Што се однесува беше најголем греф и ерес до скоро затоа што си ти не знам врзан за некого или има поголемо влијание или му даваш поголем простор или не знам што. Не само за јавниот сервис Тоше. Договорот во Пржино се однесуваше на јавниот сервис. Она место кое сме на листата на Freedom House се темели врз јавниот сервис, не врз Нова или Сител или Канал 5. Ама точно и тоа беше политичко решение. Има јавниот сервис, не да го решат, па пак партиите си го поделија. Се слагам, не направија квалитетно решение. Не беше ништо професионално во тоа. Беше колешката која ја почитува приватно меѓутоа. Требаше да гарантира професионализам. Што не беше јавниот сервис владин или пошто е пола-пола. Забравате втората програма на албанците таму. Сите сме работеле таму, па не е. Да, тоа значи јавниот сервис не е само македонците и македонската програма. Одиме со... Па како имаме цел програм на албански јазик, така? Албанците не су владата? Ама некојаш се некојаш се, некојаш не се. Секогаш се. Кој албанци? Еве не се. Чекај, таа новата уште не е... Што да кажат други вечери? Што не е формиран? Може да одиме со уште малку реклами, а потоа да продолжиме на уште ова што Дејан го зачна, мислам дека туку ше малку секаме се задржи.
Еве не... Озвучени сте? Да знаем. За среќа, овој. Да. Еве сме уште малку во аргументи, разговаравме од сите аспекти за медиумскиот простор. Не стигна време малку за политиката, Тодор да прашам до кај е процедурава, но во некоја народна пригода завршиме. Не, можеме многу брзо да за 45 секунди ќе ти објаснам. Да, може на крај. Дејан отвори една интересна тема околу тоа вежи коња или ти газ да каже. Врзи го коњот каде што Газдата ќе ти каже. Стопанот. Да нема титул. Добро, беше поразговорно сега, да не ми замерат. Значи, медиумот, што вели Пендаров и вие, може да биде определен, дали е лев или десен, но тој вработува новинари. Тие новинари не секогаш се определени по своју волју, што би рекли кумановци, и работат во медиум што е определен, ама тие се или контраопределени, или сте неопределени. Не се согласувам. Јас ако не се... Што правиме сега во таква ситуација? Ако не се Иако е согласувам... неможно сите што се определени да работат во определените медиуми, тоа би била една поделба многу резка. Ништо, тој новинар или ќе води култура, или ќе го седиш на Ама деск тоа во МТВ, на приватните никаде нема да видиш. Што викаше стариот Зинго на филмове. Значи, Лјубиша, мојата теза е, ја мислам дека е исправна. Ако јас работам во една редакција и мојот собственик на таа телевизија, радио, вестник, не е важен медиумот, во тоа време сум можел да го работам тоа што го работам, не мора политичките убедувања, може некои морални норми, комерцијални, културни. Ако во тој миг кога сум влегол, ми одговарало како што одело време, не ми одговарало, ама ете сум можел да се согласам. После некое време, ако ептен не се согласувам, безвезно е да сум против таа политичка, морална, културна опција, а да останам и да работам. Значи, мораш да бидеш лојален каде и да си, нели? Тоа е старо правило. Сме биле лојални у претходната држава, сме иделе по тие закони. Издајци сме биле, не. Сега имаме оваа држава, овие закони. Затоа велам и за работа. Каде и да сум работел, си имало своја политика куќата. Кој кажам политика, не мислам само на политика, мислам и на бизнес политика, и на култура, и на мандири, уредувачка политика. Секогаш, но не се согласувам да работам некаде, да работам против тој кој на некој начин ми ја дава екзистенцијата. Ја одработувам, некој си или против себе или против него. Нешто она платен убиец, види, ја морам да убијам, не се согласувам, а платено ми е да те убијам. Значи, не се согласувам. Ако работам некаде, ќе бидам лојален, а кога веќе нема да можам да бидам лојален, ќе си дадам отказ. Ја тој сум го правил. Докажано. Не, вака, извини. Да, тоа е моралната етика што зборуваш ти. Значи, тоа треба да постои добар пазар. Значи, за кој што Пендаров се задава да се затвори на некој начин, како Словенија, ама тоаш дај да не го прекинем. Не, повели. Знаеш, се согласувам, ама има еден друг проблем. Не можеш да ја не знам, тераш агендата која како уредувачка политика твојот медиум ја има, а попладне кога седнеш на Фејсбук, мајки и шајки против сето тоа, пошто Фејсбукот е твој приватен, па можеш да правиш што сакаш. Ваму пишуваш или говориш или не знам си пред камера и сега пошто мораш да тераш агендата ти од тоа живееш, ама затоа кога си попладне слободен, Вибер од Фејсбукот, SMS пораките. Тоа па мисля да знаеш. Тоа е веќе проституција со сам себе. Па добро. Тоа знаеш. Почесто е да седиш дома, верувам. Мислам, отвори многу интересна тема и сега ако ги спомнуваме... На крај ги отворам убавите теми. Да, ако ги спомнуваме новинарските проститутки, нема да стигнеме добро, че некој ќе ни се налути. Збориме за дволично, сега не збориме за дволично. Take it or leave it. Ако можеш да го работиш тоа или имаш такви ќе употребиме поубав израз сончогледи, значи како сонцето така и тие се вртат, ќе има еден куп. Некогаш главните ударни пера во една од твоите бивши телевизии, пак ќе спомнам Ајден, потоа отидоа... Да слушам кој бил Ајден. Потоа отидоа тотално десно, али нема везе. Значи, станува збор за сончогледи, али има нешто друго. Јас сум за тоа. Навистина не е важно дали си определен, дали нормално она што го рече ти. Ако е газдата, оној што ги вложил парите во телевизијата или во медиумот,
и по обичај тој го носи одговорниот уредник, односно главниот уредник кој треба понатаму да креира уредувачката политика. И тимот да го донесе. И тимот да го донесе. И нормално тој главен одговорен уредник ќе донесе луѓе кои веруваат у таа опција или таа идеолошка или било какво. Но и таму во развиениот свет и таму секогаш на прво место се професионалните критериуми кога станува збор. Да, затоа што не секогаш најдобри новинари не се тие што за ваков тип на медиуми како што е оваа сегашна твоја телевизија, нова, во која сме и која сум бил повеќе пати и секогаш доаѓам со големо задоволство. Значи, професионалните критериуми се тие кои секоја телевизија, без разлика дали е лева или десна, ја карактеризира дали е професионална или не е професионален медиум. Што повеќе надвладува само политичкиот бекграунд, тоа е што ќе те препознаат дали ти си професионален или ќе ти ја дадат довербата со вртење на копчето на каналот или нема. Ама кога ќе смениме пипометрите. Ке нас Баш да глумиш студио колку сакаш ќе те смена. Во развиениот свет тоа е така. Кај нас за жал не е така од повеќе причини. Прво ти велам, на крајот на крајшта никогаш не знаеме кој колку не гледа. Бидејќи преска правевме муабет. Да, ама и тоа е едно од прашањата. И кој колку те плаќа? И кој колку не, види, воопшто не ме занима колку те плаќа твојот газда, бидејќи тоа е приватна работа. Плата, зборувам. Пак ќе кажам, значи во некои држави во Европа новинарскиот синдикат ги одредува основните плати на новинарите. Најниска и највисока. Највисока, односно, например, италијаните имаат 4 категории на новинари и таму се знае ако се во таа категорија колку може да биде твојата основна плата. А колку ти дал газдата за тоа што мисли дека, например, да речеме, ја и ти 20 сме прва категорија, не зима да работиме, ама и тоа е, се знае, прва категорија носи 100 динара. Но ти си подобар од мене, ќе добиеш од него уште 30, јас сум послаб од тебе, ќе добијам од него уште 10. Или ќе останам само на 100. Значи, во таа е разликата во развиениот. Ги проучував синдикатите едновремено во МРТВ се трудевме да направиме синдикат, па никогаш не го направивме. И прочитав повеќе статуси на синдикати, како е организиран. И ми падна во очи италијанскиот, така ми беше најинтересен. Добро, стави таа плата да зборуваме за некои морални норми, критериуми за она дали треба да е врзи го коњот кај што ќе ти каже стопанот или не треба да е. Си тој или не. Тоа го зборуваме. Не, тоа, али при тоа да ја задржиш професионалноста. Сега за професионалноста. Значи сега мора да имаш минимум професионалност. Професионалност и во левата и десната опција мора да има критериуми. Тоа нема врска со секаде мора да има критериуми. Секаде, секој работа. Пак ја го кажав на почетокот пример. Дали ова телевизија лево или десно е определба на газдата. Но ова е чаша. Да, веста не може е да биде стаклен сад или да биде бокал. Не. Значи може да биде само чаша и ништо друго. Точно, Дејан и тројцата. Темата е бесконечна. Што е професионалец, што не е професионалец, каква е определбата на медиумот или каква не е, не говориме за јавниот сервис каков е, во една приватна телевизија каде што е таква уредувачката политика да биде лева или десна. Прво, има две прашања. Зошто другата страна не го толерира тој медиум, иако има свој, да речем? Веќе општеството е медиумски поделено, така на почетокот рекоме. И прашањето е многу добро и многу точно. Значи, зошто ја имам мој, ама сега како тој да му скршам ногата, тој не е добар да го затворам. Во право си. Тоа е една работа. Второ, новинарите внатре. Како во МТВ се сеќаваш, кога немаше пазар. И сега може нема, ама тоаш немаше воопшто, беше еден медиум. Дали си добар затоа што ќе те потчукне уредникот по рамото и ќе рече си добар, или затоа што ти немаш кај се докаже дека си добар. Или си пак добар од партијата што во тој момент е на власт во МТВ и вика, тој е многу добар новинар, бидејќи е на линија на партијата. Каде професионализмот и припадноста кон собственоста на можеш да ги разграничиш, до кај можеш да бидеш професионалец, да се повлекуваш или да се оддадеш на оној што ти е собственик. Тоа е најголемата дилема на секој од нас лично. Се слагам дека е тоа голема дилема. Тоа дилема ја има во секоја професија. И околу медиумите, зошто мора да го преземат медиумите? Животот е така, разбираш. Немој да мислиш дека еден лекар лево усмерен или лекар длабок верник
има исти погледи до пациентот или до болест, до болниот или до... Значи, таа дилема секогаш. Зар не се тие професионални? Но има и предрасуди. За еден лекар си само бројка, за другиот си... Другиот си сме го доживеале и тоа. Значи, многу тешко, но основните елементи на професионализмот мора да бидат присутни во секој медиум, без разлика на неговата идеолошка или програмска определба. Ја барем така мислам. И, например, сите знаеме дека во Америка пред кампањата сите познати медиуми се определуваат. Јас сум за ово, јас сум за оне. Кој замерил на CNN дека е лева, односно ги поддржува демократите, или кој замерил на Fox TV, која е стално на страната на републиканците. Оно што го кажеш на почетокот, не доверувате дека било која власт ќе дојде ќе биде поинаква. Јас се сложам со тоа. Мислам дека тоа е најлошиот дел од демократизацијата на Македонија, бидејќи сите почнуваат од медиумите. Потполно се има, јас слушнав еден од, да речеме, гостин кај нас, со спротивен став од оваа уредувачка политика. Добро ве разбирам, но кој ќе дојде другата власт, ќе смените уредувачката политика. Зошто мора некој да промени уредувачката политика? Од каде он тоа толку го знае? Може ли сите медиуми да припаѓаат на една уредувачка политика? Па ќе се вратиме ние... Затоа што политичката култура во оваа држава и разбирањето на демократијата е толку ограничено колку тој. На крајот да крајштата нема мизија, ако ќе дојде на вас, ќе јадеме живи деца. Разбираш? Јас сакав преска на разговора да кажам само нешто. Предрасудите, да се вратам, бидејќи вие отидовте на предрасудите. На живите сјадења. Да, дели дека дека и во животот го гледам. Кога ќе види човек у нашиот свет, убава згодна жена која е успешна, одма сите зборуваме, да, онако некако дошла од там. Може би она стварно паметна, вредна, али пошто е згодна, дошла, нели, преку некои неконвенционални методи. Типичен мачизам. Така е исто и со медиумите, со нас новинарите. Ако си успешен новинар, ако имаш некој рейтинг, реноме, онда ќе види, он е врзан со власта. И се пази, ако има една власт долги години и ти у таа власт си бил горе, па си бил доле, па си останал, еве тоа мене ми се случувало, сум бил ваму, сум бил таму, па не сум бил никаде, а луѓето биле тие. Што е? Тоа се тие предрасуди со медиумите. Тоа е провлади медиум. Зошто е провлади медиум? Затоа што пренесува протести. Сега овие пренесувале како маваат со бои, тие се опозициони медиуми. Сега овие провладините ако покажат какви бои одат, онда тие се провладини нарачки. Сакам да кажам дека и предрасудите играат. Да, и граѓаните така и не доживуваат, но тоа е нивото на нашата политичка култура. Секој има право да се каже своето мислење, дека ќе не третираат и леви и десни. Живееме со тоа, ти најдобро знаеш и во твојот свет каде што живееш и кај пејачите, кај културњаците. Не може секој да ги сака. Некој ќе ги почитува, некој не. Секој има право на свој избор. Ама затоа се овие дебатни емисии, каде што ќе ги кажуваме различните мислења. Едно е сигурно дека треба да постојат критериуми, треба постои естав со еден збор, што би рекол, да го сублимираме муабетот, во кој ќе важат правила на игра кои се во рамките на она што е професија. А определбата е лична работа сечија и лична работа на, не знам, собственикот на медиумот, на главниот уредник и нивната уредувачка политика. Па и на гледачите. И на гледачите. Го спомнавме преска и далинското, далечинското. Ако не ти се допаѓа, сврти на шеска. Не можеш да ме гледаш мене на петка или на двојка. Сега има избор. Тоа е, сега барем има избор. Нема еден медиум. Тоа е едната работа, а втората работа многу е битно дека на тоа што на власта и пречат оние медиуми кои не играат како таа свири, можам да го разберам. Ама кај нас не можев да го разберам примерот дека на опозицијата и се повеќе трн во око медиумите кои не се незе по волја отколку на власта. Имавме обратен пример до многу скоро. И на големо се пукаше против овој медиумите кои Да, генерално се вадеше правилото дека новинарството секогаш треба да биде против власта. Да, ама тоа што го кажуваш ти, по дефолт треба да бидеме ние. Не. Тоа излезе и тоа се сврти, се доби такво мислење, после оние бомби. Тодор, имам уште една минута.
ти го резервирав терминот да ни кажеш еве на крај делов за медиумите го завршивме, ами ова е бидејќи се медиум од таа страна. А ние сме новинари. Кажи една вест. Значи сега поднесена иницијативата за Да, имаше ли координација? Ви кажа, имаше и пресконференција генералниот секретар и претедникот Оливер Спасовски кажа дека поднесена иницијатива со 67 гласа. Договорено е во вторник да има координација. Денеска, колку што знам, кабинетот, колку што знам, не го знам, дојде од председавачот соопштение, кое односно од одделението за информирање, дека во вторник ќе се одржи координација со сите представници на политичките партии, значи не сите кои се во парламентот, да се договорат за избор на комисиите, односно да кажат дека прифаќаат да се продолжи. Оти не е работа само свика, па да се гледаат таму, него треба да се избере комисија за избор и именување. И сега не е тајна, тоа сме го јас сум го кажувал, но и официјалните соопштенија што доаѓаат од собранието, проблемот зашто се прекина седницата, не можеа да се договорат за комисијата за избор и именување. Што е проблемот? Таа комисија има 13 члена и таа се бира по една математичка формула. Математичката формула е математичка формула. Ако испадне дека една партија и во таа комисија треба да има со 1,5 пратеника, onda ќе дадат едно место. Ако пиде 1,6 ќе дадат 2 места. И тоа е тоа. Ако има 0,5 не добија ништо, ако има 0,6 добива едно место. Значи тука ли заглавие? Тука е заглавие. Во децималите. Во децималите е заглавено. 0,6 и 1,5 исто буду. Да, за жал. Математичка формула важи за сите. Од 0,6 до 1,5 имаш 1. Ама таа не е од денеска. Не ја донесе ова, таа формула, неправедна. Таа формула важи 25 години. Од формирање нема друга. Нема подобар начин. Како другачие? Добро, не како е другачие. Значи прво мора да биде, имаме собранието има квантитетот на комисиите различен, од 11 до 17, секогаш мора да биде непарен број за да може да се гласува. И како ќе ги ставиш? Значи мораш да најдеш некој особено сега бидејќи резултатите се такви какви што се. И се пресмета, службите во собранието го пресмета и испаднат овој сооднос. 6 души, 6 члена од ВМРО, 5 од СДСМ, 1 ДУИ и 1 БЕС. Првиот конфликт, недоразбирање беше меѓу последните две партии. Како ја 10, 1, а ти 5, пак 1. Тоа е 0,6 и 1,5 исто. Ама тоа било секогаш. Тоа било секогаш. Значи така знаваме преку медиумите. Не, некои медиуми го објавија точно вака како што ја кажувам. Мислам дека и дури и вашиот медиум го објави. Сега да не ги редам телевизиите, ќе испадне дека добро, не е работа, се не ни кажа. Али не, проблемот е во тоа. Денеска пред да дојдам овде нешто гледав една друга телевизија која е до сега опозицијска, кој имаше да она исто ваква дебата, каде што 20 соговорници манипулира. Прво телевизијата не знаат математика. Не знаат математика, ама не ќе да прифатат математиката. Опозицијата манипулира. Не. Едниот е опозиција, другиот е власт, ама 20 манипулира. Не е важно. Значи, тука е тој проблем. Значи, тоа прашање не го решава ние на држава, не го решава тоа партијата, го решава администрацијата. Ту калемот, так, и му да на тој еве ти го калемот, покажи. Ти 5, ти 6, ти 7, ти 1. Епилогот каков е? Епилогот е, се надеваме дека у вторник на координацијата, од денеска немаше живо пиле у парламент. Осем пресконференцијата на СДСМ со господинот Оливер Спасовски, немаше живо пиле од другите партии. Значи има продолжување на... Значи, у вторник ќе се одржи координација, сите сакаме таа координација да заврши успешно, да се договорат, под седницата ќе биде само формално продолжување, се бира комисијата, таа се повлекува, се враќа назад, вели кандидат и за председател е тој, максимум може 6, 20 претедника може да
да предложат кандидат, 120 претеника, значи максимум 6 кандидати. А народ пред собрание или не важи? Тоа дали народ пред собрание, народ треба да си иде дома. Народот заврши со гласањето, заврши народот. Тоа е моје мислење. Не знам баш дали е така. Добро. Не така. Што гласавме прашање? Ако сме во децимали, уште тоа да му одговорам на колегата. Платформи не, дозволи. Да отворам па поставя. Значи вака, победник, најмногу гласови и најголем број на претенички места на последните избори доби ВМРО ДПМН. И тоа е неоспорно. И тоа не е спорно и затоа доби мандат. Но секаде по свет не значи оно што има најмногу мандати дека треба да направи влада. добро, во 24 минути 43 секунди, значи во 21:55 у децимали ако закружиме, мислам дека ја завршуваме. На 0,5 или 0,6? На 0,5. Добро. Ви благодарам за овој опуштен сериозен разговор околу медиумскиот простор на сите тројца што издвоите време. Се надевам дека ќе има време кога идните генерации ќе најдат подобри политички и медиумски времиња, иако мораме ние да им го утабаме патот до тоа. Благодарам уште еднаш што бевте гости во Аргумент. Вам почитувам и ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа ќе завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список, уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија.